Резултатите од обдукцијата за починатите во Пулс денес беа соопштени на рочиштето за трагедијата во Кочани. Директорот на Институтот за судска медицина Александар Станков на денешното рочиште за пожарот во дискотеката Пулс во судницата во Идризово изјави дека кај 33 починати е пронајден цијанид, кај 49 алкохол, кај 8 дрога и кај 4 седативи и антидепресиви, но и дека температурата достигнала 700 степени близу до онаа крематориум. Јаглероден моноксид е најчест токсичен газ што се јавува при пожари во затворен простор. Тој многу брзо и добро ја исполнува просторијата и доминантен причинител за смртта. Кога се дава причина за смрт, се дава основниот и доминантен причинител. Кај овие лица, процесот на отпочнување на смртта е од јаглероден моноксид, но не можеме да ги исклучиме и другите дополнителни фактори кои ја потпомогнале смртта. Резултатите за присуство на јаглероден моноксид Станков рече дека се напишени и ги има во извештаите за извршените обдукции. Кај 7 лица е утврдено до 10%, кај 17 до 20%, кај други 17 до 30%, кај 14 до 40% и кај 4 лица над 40% концентрација на карбоксихемоглобин во крвта. Рече Станков. Токсиколошките анализи, нагласи Станков, покажале дека водороден цијанид не е содржан во крвта кај 26 лица. Цијаниди во крвта се пронајдени кај 11 лица до 0,6 микрограми на милилитар, кај 5 до 1 микрограм на милилитар, кај 9 лица до 2 микрограми, кај 4 лица до 3 микрограми на милилитар и кај 4 лица до 5,25 микрограми на милилитар. Изјави Станков. За резултатите добиени при анализи на етил алкохол во крвта кај починатите, Станков рече дека кај 10 немало алкохол во крвта, кај 12 тој бил до 0,5 грам промили, од кои 5 малолетни, кај 15 до 1 грам промил, кај 11 до 1,5 грам промили, кај 9 до 2 грам промили и кај 2 лица над 2 грам промили, односно 2,05 до 2,29. Освен овие, Станков рече дека направени се испитувања и за присуство на лекови и дроги. Кај едно лице се најдени седативи и аналгин, кај едно само седативи, а кај двајца антидепресиви, кои не можат да се купат без рецепта. Психоактивни дроги се пронајдени и тоа кај 6 лица кокаин, кај едно лице кокаин и амфетамин и кај едно лице канабис. Обвинителството на минатото рочиште ги изведе обдукцијските наоди и мислења од Институтот за судска медицина за причините на смртта на жртвите, како и медицинска документација и податоци за повредените кои се јавиле за укажување на медицинска помош по пожарот во кој загинаа 63 лица, а повредени беа над 200 лица.